Здрава на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Денеска, како што гледате по насловот, снимам Instagram tag. Instagram tag. Колко американизирано можам тоа да го кажам. Instagram tag. Доколку не знаете за што станува збор, топло ви препорачувам да останете до крајот на видеото и да сватите. Пред да започнеме, нема овој пат да должам со најавата, ставете обавезно лайк, претплатете се на мојот YouTube канал и уживајте. На интернет најдов некакви прашања, ги има околу 18, не знам дали на сите ќе одговорам, но ги најдов и ќе се потрудам да одговарам, а се поврзани со Instagram. Сите знаете дека Instagram е една од најпопуларните социјални мрежи во светот. Јас Instagram долго време го користам и можам слободно да кажам дека после YouTube, Instagram ми е омилената апликација што ја имам. Поседувам, како и да е. Омилената платформа на која се експонирам, ако може така тоа да се каже. А може. Така што, ете, ќе почнам веднаш да одговарам на прашањата. Предпоставам дека има и многу basic прашања, но ќе се потрудам некако видеото да ви биде интересно и на вас, и на мене. Па да почнеме. Првото прашање вели, како се зовеш на Инстаграму? На српски се прашањата, ќе ги преведувам на македонски. Како си потпишам, предпоставувам на Инстаграм? Марио Арангеловски. Доколку не го следите вие тој профил, направете го тоа веднаш. Второ прашање. Кога го направи твојот Инстаграм профил? Искрен да бидам, поима немам. Ова ми е втори Инстаграм профил, но мислам дека го користам бајаги долго. Ајде ќе речам дека пред 6-7 години сигурно. 2012, тоа се веќе 8 години. Мислам дека од 2012 или 2013, поима немам. Али тој период го отворив овој Инстаграм профил, претходно имав уште еден и тогаш во тоа време знам дека Инстаграм како апликација беше достапна само за iPhone-и. Јас тогаш немав iPhone, но имав еден другар кој имаше iPhone 4S, не знам, у тоа време. И ја на неговиот телефон направив Инстаграм профил, ставив една слика од нешто, јадење некое, и не можев да ја избришам, затоа што у тоа време на Инстаграм не постоеше опција да бришеш фотографии. Чудно, но окей. Ми останало у меморија, па ете чисто као фан факт да го споделам со вас. Која е првата фотографија поставена на твојот Инстаграм профил? Длабоко во себе верувам дека првата фотографија што сум ја поставил веќе не постои. Предпоставувате од која причина. Ако сум го отворил профилот пред 7 години, сигурно сум ја избришал првата фотографија. Овде некаде ќе ви ја ставам првата фотографија на мојот Инстаграм профил, што моментално е достапна. Така што ете. Ова е мојата прва фотографија на мојот Инстаграм профил. Колку луѓе следиш ти, а колку те следат тебе? Секунда само. Јас следам точно 440 луѓе, а мене ме следат 15.000 и кусур. Од не знам која причина Инстаграм одлучи да не ги покажува целите броеви, така што само 15k ми пишува. Што ти пишува во описот на твојот Инстаграм профил? Сега ќе видиме. Пишува дека сум учесник во новата сезона од Звездите на Гранд, односно пишува Звезда Гранда 2019-2020, дека имам 24 години, дека сум Шкорпија во хороскоп, дека сум од Куманово, односно Македонија. Овде отприлика ќе ви ставам како тоа изгледа. И постои линк од мојот прв настап на Звездите на Гранд. Колку фотографии објавуваш на ден и колку вкупно имаш објавено? Вкупно имам 286 фотографии, многу. А на ден објавувам во просек една, евентуално две, но многу често се случува да не објавам ниту една. Кога имам нови фотографии, ги објавувам и не внимавам на тоа дали ќе објавам една, две, три, но објавувам суштински по една фотографија на неделно ниво. Се трудам да бидам активен, се трудам да објавувам нови фотки, но кога немам, просто не објавувам, кога имам, објавувам и по 5. Најгрда фотографија која си ја објавил. Предпоставувам дека помеѓу овие 286 што сум ги поставил, постои некаква фотографија што не ми се допаѓа, така што кога ќе го монтирам видеото, ќе ви ја ставам овдека. На која фотографија имаш најмногу лајкови? Па искрено не знам, кога ќе го монтирам видеото, ќе ви ја ставам таа фотографија овде. Која е последната личност што ти ставила лајк на фотографија некоја? Ајде сега ќе видиме, тоа можам да проверам одма. Damjan.buci44. Голем поздрав за Damjan.buci44. Продолжи да ги лајкуваш и коментираш моите фотографии на Инстаграм. Наброј најмалку 4 јавни личности кои ги следиш на Инстаграм.
Jelena Karleuša, Lila Filipovska, Mili i Dunja Jovanić, na primjer. Da li i koji javni ličnosti te sledat tebe na Instagram? Se ja takva statistika nemam, međutim možem da pretpostavam i ne znam, ajde da proverim. Znam дека me sledi Željko Samardžić, Olivera Čirković, ne znam da li ja znate Olivera Čirković, ona mi je top. Generalno od Makedonije me sledat mnogo javne ličnosti, zato što javne ličnosti si youtuberi i pejači, i glumci, i influenceri, sve se to javni ličnosti. Od youtuberite me sledat skoro site, gi sledam i ja snif. Koji ušte me sledi, ne znam. Milan Milošević me sledi, Jovana Jeremić, sad gledam po storinja ovdje verifikovani profili pa vi kažu vam, Robert Bilbilov me sledi, Dejan Miličević me sledi, Jovan Jovanov me sledi, Ivan Jovanov me sledi, Darko Dimitrov me sledi. Ne znam, u suština postoje jedan kup ludje koji me sledat, a sejete nekako na ovaj ili onaj način del odjavni od život, tako što da ne gi baram i da ne gubam vreme na to, postoje, gi sledam i ja s njim, ne sledati oni mene i tako. Koja je tvoja ta posledna fotografija što si je objavil? Evo ova. Da li stavaš filteri na fotografijite koji gi objavavaš na Instagram? Ке бидам искрен, не користам филтри кои ги нуди Instagram, фотографиите предходно ги обработувам на други фотоедитори и потоа само ги поставувам на Instagram. Но ете, може би се случува и некогаш да искористам некоја од опциите кои Instagram ги нуди, но најчесто ги едитирам предходно на некои други апликации. Колку луѓе го имаат посетено твојот Instagram профил во последните 7 дена? 14.341. И последното прашање за денеска е дали и колку често ставаш сториња на Instagram? Што се однесува до сторињата? Некогаш ме нема со денови, но кога ќе почнам да ги ставам, крај не може човек да ми фати. Јас им се извинувам на сите оние 15.000 луѓе кои ме следат. Некогаш знам буквално да спамирам, но поради тоа што деновиве терам daily upload на YouTube, немам време да објавувам сториња. Објавувам исклучиво само кога ќе пуштам ново видео, onda stavам swipe up, ili eventualno ako imam potreba da me prašam nešto, kako što beše, na primjer, da mi pišuvate prašanja za Q&A, da mi pišuvate predlozi za nove videa. Stavam mnogo često onaj box Ask Me a Question, stavam nekakvi glasanja, čuda, koristam Insta Story to za, na primjer, video tipot na kontrolirajte go moj den. No, u sekoj slučaj aktiven sum na storinja i koga me nema so denovi da stavam nova slika na profilot, storinjata su tu kada se ispucam maksimalno. Ovdje oficijalno go završavam ova video i iskreno se nadavam дека ви се допадна. Доколку е така, ставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал, заследете го мојот Instagram профил, а ние се гледаме веќе утре, во исто ова време, на исто ова место. Чао!